И тука некаде ти завршуваш со Црвена звезда и полека твоите погледи се свртуваат кон Шпанија и Реал Овиедо. Сега, како доаѓа до тој трансфер, што претходеше на сето тоа? Па вака сега, значи 6 месеци пред тоа, јас веќе од втората година моја во Звезда, имаше некои, знаете, менаџерите, клубот, имаше играчи кои што доаѓаат, кои што одеа, меѓутоа ние направивме добра генерација, јас можев, имаше понуди да заменам уште после втората година од Звезда, меѓутоа и јас се осеќав дека сум доста млад, дека се уште не сум зрела и Звезда. А и не ти беше лошо таму, веќе се избори за место, да заминам, те почитува. Да. Така да секој природен рок, знаете, Звезда е голем клуб, иако беше под санкции, интересот за играчите на Звезда беше доаѓа понуди за сите фудбалери. Така да јас на година дена пред ова имав понуда од Бетис која што не ја прифатив, може би изгрешив се, не знам, знаете, од ова перспектива го гледаме, бидејќи Бетис беше во тој период голем клуб, се бореше за екипата беше многу добра, се бореше за првак на Шпанија, имаше понуда од Самдорија кој што висеше до последен момент до моето одење до Овиедо беше дали ќе заминам за Дженова, дали ќе заминам за Шпанија, бидејќи Овиедо го имав како готово договорен трансфер уште во мај месец, да не речем крајот на мај. Ама се појави и овие, се појави и дилемите. Да, така беше. Значи Самдорија беше исто претходно спомнав, значи во тој период беше силен. Југович беше во тоа време, значи имаше контактите, ја да преку него. Тренерот доаѓаше на превари да гледа, меѓутоа Мантовани беше председател, голем председател на Самдорија. И јас имав голема желба да додам Италија. Повеќе имав во тоа време италијанската лига беше појака од шпанската и мојата желба беше да додам Италија да играм. И како дефанзивен повеќе фудбалер може повеќе ќе ми лежеше. Меѓутоа не се поклопија коцките. Договорен беше трансферот, меѓутоа требаше да продадат некој играч. Не знам кој беше во тимот, меѓутоа тој трансфер не се ја оствари и не можев јас повеќе да чекам и заминав за Овиедо. И И вместо во Андалузија отиде во Астурија. Во Астурија, да. Да, вместо Андалузија во Астурија. Добро, и Овиедо, морам да кажам, значи во тој период Антиш замина, значи Антиш беше тренер, Проснечки играше, Јокановиќ играе во Овиедо. И добро стоеше, играше куп УЕФА, година дена пред одам јас во Овиедо, играше во куп на УЕФА. Меѓутоа во тој природен рок кога јас отидов во Овиедо, Антич замина за Барселона, го зеде и Проснечки со него, Јокановиќ замина за Тенерифе, тука се ослободи бројот на странци, остана Јеркан, Хрват, кој што од Хајдук дојде таму, и јас дојдов од Црвена звезда и зедоја Дубовски од Реал Мадрид Словак. Го зедоја така да ограничи беше бројот на странци, тројца може да играт, така да ние бевме странците кои што игравме во Овиедо. Ти беше стандарден таму? Да. Првите две сезони бев стандарден, одиграв некаде околу 70 надпревари во тие две сезони. Кој надпревари ти беа вака најтешки, дали оние мечеви со Спортинг Хихон, бидејќи има едно вечно ривалство меѓу двата клуба? Да, Спортинг Хихон во тој период беа двете екипи во првата лига, се од Астурија и ривалството е огромно, нешто како да кажам сега, да не речем Пелистер Вардар, али поблиску пелагониското дерби Пелистер Победа да речем, или па затоа прашав. Да, и тие надпревари беа со голем набој. Јас не знаев, се луѓето ми кажува, јас претходно сум играл за Пелистер против Вардар, сум играл Звезда Партизан, меѓутоа и тоа иако помали рамки, ривалството беше големо и навијачките групи на по-културен, по-цивилизиран начин него овде, меѓутоа постоеше големо ривалство. И на првиот надпревар со нив, значи во Овиедо, победивме 1-0 со гол во 90-та минута. Јас го дадов. Знаете како ги тумачат сега, јас шутирав од откос од некаде 16 метри, топката одеше дали во гол, дали метро покрај гол, меѓутоа нивниот центархалф сакајќи да избие со сија спроведе во собствената врска. 90 минута 91 и мислам дека
со тој гол станав херој на навијачите на Овиедо. После тој надпревар ме носеа на раце, знаете, таму е сосема друга култура, се сака фудбалот, и кај нас се сака, али таму на некој посебен специфичен начин, идат фамилиарни луѓе со деца, после надпревар излегуваш, Не се плашат заради децата да не долета нешто од озгора и така. Нема таква работа, излегуваш, те чекат маса на луѓе за да потпишиш авторам да се сликаат со тебе. Тоа ми се случи, тоа беше секој надпревар, победил, изгубил, али ова беше посебно затоа што заради овие работи што ги кажав, значи ме дига, ме носеа на раце. Тоа беше чувство одлично и пак неповторливо. Меѓутоа тој како таков надпревар, да, меѓутоа имавме надпревари со Овиедо, можеме да кажем дека имавме сосема солиден тим, имавме странци репрезентативци, имавме 2-3 младински репрезентативци на Шпанија кои што играат во нашиот тим и искусните играчи шпанци што беа под долгогодини праволигашки играчи, беше тимот добро укомпониран, така да ово кажам затоа што ние со овој тим го победивме Реал Мадрид на Сантјаго Бернабеу. Да прашам, со големите тимови како излегуваат? На Сантјаго Бернабеу го победивме 3-2 Реал Мадрид. Тоа беше 4-5 кола од кога дојдов, значи почетокот на сезоната, една Ла Коруња која што во тоа време беше многу силна, победивме 4-1 таму. Со еден Атлетико Мадрид игравме 2-1 го победивме дома во таа прва сезона. Добро, изгубивме од Барса, изгубивме. Меѓутоа каде изгубивте, дома? И дома и надвор, двата надпревари ги загубивме. Меѓутоа сакам да кажам дека се носевме, игравме. Се играше таков во Шпанија фудбалот, така да игравме напаѓачки фудбал и се носевме со сите екипи. И во првата сезона ние имавме повеќе победи во гости него дома, како последица нова, што игравме добар фудбал, отворен фудбал, 7 победи, мислам имавме во гости, завршивме 9-10 место. Не фативме Европа, меѓутоа одлична сезона беше таа за нас. Сега е втората сезона, имавме промена на тренерот, промена на систем на игра, меѓутоа јас играв, значи од формација 3-5-2, 4-4-2 се промени, играв лев бек. Значи таа позиција ја играв и во тој период. И пак добра сезона. Тешко беше да се влези со екипите, бидејќи со буџет и со квалитет. Заостануваше реално од тие 7-8 кои што стално беа во врвот. Меѓутоа пак завршивме без трзавици, без проблеми во средината на табелата првенството. Како стандарден, пак ќе кажам, доста надпревари, одигравме 2-2 со Барселона, со Роналдо во тоа време и со Фиго во Барселона. Немавме толку победи со големите екипи, губевме, не се случи со Реал, изгубивме 6-7, кога беше првак со Капело тренер, со Мјатовиќ, со Шукер, со Роберто Карлос, со Раул. Таа не прегазија таа еден надпревар. И како беше со Шукер и добро, комуникацијата... Мјатовиќ вика, чекајте малку. Не, утакмицата беше многу чудна, се вака да подетално да влезам во утакмицата, на полувреме ние губевме 1-0. Гол Шукер ни даде од пенал, 5-та минута и Јаблек Савиер, португалски репрезентативец, тоа време беше дојден кај нас, доби црвен картон. Игравме, значи со црвен од 5-та минута, меѓутоа мислам дека негде 35-та минута и нивни играч, кој не знам кој одбранаш, доби црвен и се значиме 10-10. И во тој период, последни 10 минути ние притиснавме и имавме 200% шанси да дадовме гол. И на полувреме тренерот беше шпанец Лилјо, вели, гледате дека ги имаме, ние нема да се браниме, ќе одиме горе и ќе ги нападнеме. Тргнавте горе. И тргнавме погоре, не се случи во првите 15 минути, второ време 5-0 беше. Значи примивме 4 гола, значи до 70 минути, 65-та, 70-та беше 5-0. За 15-20 минути 4 значи ние горе тие одземи топка брзи, позади одбрана, високо стоеше одбраната во линија, турни топка во простор, Мјатовиќ претрчај. Не знам, Шукер доврши акцијата и примивме брзи гола и знаете 65-та, 70-та минута се нудеш кој пат да го фатиш, си видиш 10 јадиме, готово, 10 парчина, готови сме. И јарно среќа застанаа тие почнаа да играат шева, малку да си играат и заврши на превара 6-7. Такви има работи, имаше некоја дискусија за време средбата со овие нашиве да кажам. Има, да. И пред надпреварот и за време на надпреварот, значи комуникацијата, значи со Мјатовиќ поготово, со Мјатовиќ дека во периодот кога јас играв во Звезда, тој беше во Партизан тие првите 2 години и добро се познававме. И те 2 години остана во Овиедо.
две и пол. Значи на третата година дојде до тотална промена во стручниот штаб. Како што кажав претходно, ограничен број на странци, тројца странци, дојде Табарес, сегашниот селектор на Уругвај. Значи од Милан беше сменет и по неколку месеци остана слободен тренер и Овиедо го ангажираше него. Сега јужноамериканците се такви. Овие што се луѓе во фудбалот го знаат тоа. Со него значи донесе цел комплетен стручен штаб, донесе го дојде Дели Валдес, кој што беше значи Панама, од Парис Жермен дојде, донесе уругваец и уште 20, значи четворица нови странци, комплетен странците што бевме ние дотогаш рече дека не рачуна веќе на нас. Си донесе луѓе доверба, да речам. Тоа така и функционира. Јас странците мора да обезбедат место за новиве странци што доаѓаат и ти. И јас во тој период значи играв многу малку само куп над преварите и мислам дека еден само направив во првенството. И веќе си барав нов клуб, иако имав договор уште година и пол, четвртогодишен договор имав, си барав клуб да променам средината. Имаше неколку опции и за во Шпанија, како што беа тоа време Лас Палмас беше прволигаш, Логроњес беше, али немаше од поголемите екипи, имаше Стандард Лиеш, така нешто и во последен момент во зимата, значи пред Нова година, Фали Рамадани, значи менаџерот Фали Рамадани се е познат многу. Од Тетово, во тоа време живееше во Берлин. Тој направи трансфери претходно и со Тони Мицевски во и Тони преку него, Така доста играчи сега и со многу големи европски имиња работи. Се јави, речи имаме клуб за тебе ако сакаш да преговараме. За кој клуб се работи, ми кажа како во тоа време Штутгарт беше на трето место, полуфинале на куп, играше во куп на купој, беше стигнат до осмина финале, мислам. И јас реков зашто да не? Преговарајте со клубот, јас тука не играме, сакам да заминам. Дојде тој со еден германец менаџер исто, а претходно значи во тој период тренер на Штутгарт беше сегашниот селектор Јоаким Лев. Тој гледал некои материјали од мене, значи видеоматеријали, се распрашал по луѓе, му требаш исто Лев Бек. И ти од Овиедо заврши работата, леташ за Штутгарт. Прифати понудата што ја даде Штутгарт Овиедо, добро и заработи, мислам на мене. И условите јас ги договорив многу брзо, затоа што не беа толку битни парите, сакав да променам средина, затоа што не игра веќе, немаше таму леп за мене, што се вели. И заминав Штутгарт, значи зимата, зимскиот природен рок. Заминав Штутгарт малци покасно, Штутгарт веќе беше заминат на припреми, Дубај беа на припреми, јас дојдов после припремите, значи Дубај завршени припреми некаде 10 дена пред првенство. А не играв 6 месеци во Овиедо, припремен период, Нова година, тука помина празници, вамо тамо, не бев доволно спремен. Меѓутоа, Јоги, значи Лев, имаше толку доверба во мене со тие 10 дена тренинг, мене ме ставио, ме убаци во прва постава, значи одма бев стандарден првотимец. Меѓутоа, тоа малце и влијаеше на мене, бејќи не физички доволно спремен. После третиот надпревар, значи со Дуисбург, не знам со кој игравме друг, третиот надпревар од Дортмунд, се повредив, имав мускулна повреда, па паузирав некаде 2-3 утакмици. Меѓутоа се во секој во тој период, значи остана Јоги до јуни месец тренер, потоа го сменаа. Кога бев спремен, кога бев физички спремен, ме ставаше, одиграв некаде 12-13 надпревари меѓу Бундеслигата и во куп на куповите. Куп на купови игравме со Славија Прага, четвртфинале со Славија Прага во двомечот. Поминавме и игравме полуфинале со Локомотив Москва. Исто ти настапи на тие две серии. Да. И на првиот надпревар со Локомотив Москва и асистирав за гол на побори 2-1 победивме дома. Тежок надпревар беше многу, Локомотив Москва беше веќе силен тим беше. И денес, ама тоа време имаше со Спартак, со ЦСКА, како и денес во рускиот фудбал, беше многу добар тим. Поминавме таму, победивме 1-0, тежок терен, ладно беше април месец, ама Русија, Москва ладно, знам, се сеќавам. Јас играв тој надпревар и со температура, бев болен, али играв и со
со инекции ме спушта температура да го одиграв тој надпревар. Стисна заби и оди. На тој надпревар сега се вратам на што почнав за почетокот со повредата, на тој надпревар пред еден дуел го повредив коленото во Москва, значи во полуфинален надпревар. Хрскавицата, парче ми пукна во коленото од хрскавицата и до крајот на сезоната не одиграв. Не играв ни финалето со Челси. Со Челси игравме финале Куп на купови во Стокхолм. Таа година последна 98, последната година на куп на купови. Потоа се споја тие со Куп УЕФА. Да, се споја тие две такмичења. Изгубивме од Челси 1-0, Зола ни даде голот. Во првенството завршивме четврти, излеговме Куп УЕФА. Јас припремите ги почнав со проблеми. Не го оперирав коленото на инсистирање на докторот. Мислам дека пак грешка беше ако го оперирав, тогаш можеби немаше да ми дојди таа наредна повреда која што веќе ме докрајчи, да речам. Ги поминав припремите, добро одев, значи имав парче слободно, сега ова малце детализирам, меѓутоа тоа парче слободно ми шеташе во коленото, али немав проблеми бидејќи има делови каде што не смета. Али при мал оток ми заглавуваше и во зглобот и имав проблеми. И тоа ми се случи, значи играв пак пролетниот дел, имавме промена на тренерот со Фејенорд во Куп УЕФА прво коло поминавме, испаднавме после од Бриш. Митко Стојковски е една позитивна личност кој во секое време сака да им помага на луѓето. Кога се работи за спорт, живее за фудбалот, голем пријател, голем другар, нашето познанство е уште од многу одамна. Повеќето наше дружење од почетокот на македонската фудбалска репрезентација, бидејќи тој замина за Црвена звезда, јас дојдов во Пелистер, не се сретнавме толку, али се знаевме и од порано. Јас и тој не врзуваат и многу други работи, заедно работиме, имаме основана и своја фирма која работиме градежништво. Секој ден сме скоро заедно, нема ден да не сме заедно. Фамилиарно живееме премногу, нашите сопруги, нашите деца се дружат заедно и навистина имам многу позитивно мислење и Митко е супер човек, супер играч и навистина имам само пофални зборови. До онен надпревар во Загреб со Хрватска, таа 98 година, во групата бевме со Хрватска, што 3-2 го изгубивме. Сега зборуваме за Македонија. За Македонија. Се враќам затоа што тука на ден пред надпреварот на тренинг, тоа тело слободно ми заглави во тетивата, ми направи голем проблем. Повреда која што после која не се вратив поќе во фудбалот. Што ми беше крај на, сакам да кажем, на мојот престој во Штутгарт. Останав до уште година и пол, меѓутоа се лечев. Не заиграв поќе ни еден надпревар. Тие 8-9 месеци во кои што одиграв околу 20 надпревари во Бундеслигата и европските такмичења, меѓутоа со таа операција што направив од Загреб се вратив во Штутгарт, хитно ме оперираја. Имав и лигамент повреден, оштетен тетива и уште една операција после неколку месеци. Малер по малер доаѓа и не може поќе, не на крајот решаваш, го напушташ Штутгарт и доаѓаш повторно дома во Пелистер. Желба ми беше да ја завршам кариерата во Пелистер. Затоа што од тука почнав да завршам, иако таа беше 2000 година, јас имав 27,5 години. Кажам, претходна година и пол не играв, со 26 години, она на високо ниво играње фудбал завршив и да завршам во Пелистер, не одиграв многу надпревари. Ама играше на оној куп надпревар кој го освоивте купот во финалето. Да, тоа е еден со слога Југомагна. Да, единствениот трофеј што Пелистер го има освоено 2001 година. Да, со слога, тој ми беше последен надпревар, јас на пресконференцијата пред тој надпревар кажав дека ја завршам кариерата, дека тој ќе ми биде званично последен надпревар во мојата кариера.
И се направи таква атмосфера и иако првенството завршивме некаде на средина на табелата, меѓутоа и моите суиграчи тогаш доста помлади од мене, имаше доста генерација талентирана, некаде 19, 20, 21 годишњаци. Беше Ванчо Мицевски во Пелистер во тој период, Драганчо Димитровски, Елмазовски, Талевски, Стисниовски. Значи генерација добра. И што ми викаш? И Момци, вие продолжете. Да, али реков изиграјте и за вас, ова е за трофеј, изиграјте за вас, изиграјте и за мене. Опроштајане надпревар, дечките изгинаа. И одигра, победите, го освоивте купот. Го освоивме купот и тука беше крајот на кариерата и крајот на разговорот за твојата клубска кариера, а репрезентативната беше со почетокот на создавањето на македонската репрезентација по самостојувањето на нашата држава. Да, некои надпревари. Јас значи не бев во крај. Ти во првата репрезентација во крај не беше? Не бев, затоа што бев во тој период бев во Црвена звезда и се поклопи терминот. Тој надпревар не игравме полуфинале на куп со Црвена звезда и од клубот побараја да не одам. И јас сега од ова перспектива гледано направив грешка, затоа што тој надпревар се памти историски. Значи бев јас повикан, меѓутоа селекторот тоаш Дончевски со Џајич, значи со тренерот се договорија да останам да играм тој надпревар. И сега од таа репрезентативна кариера почнав првиот значи реваншот со Словенија во Скопје, значи со нив за брзо време игравме реванш и јас тука почнав да играм за првиот настап ми беше тој. Значи игравме, знаете таа генерација кои фудбалери беа. Сега да не набројам, да не сгрешам, да не промашам некој да. А од помладите бевме. Важно, твојот најдобар другар Тони Мицевски беше во репрезентација. Тони Зоран Јовановски, Зоки беше значи исто. Уште еден Зоран имаше што даваше голови, Зоран Бошковски Чоко. Да. Значи од помладите со таа генерација која што во југословенски рамки значеја многу во фудбалот. Ние бевме помладите кои што бевме припоени кон таа репрезентација и ги игравме, имавме таа чест да на тој прв надпревар званичен квалификацијски со Данска. Ти тука на тој надпревар постигна и гол со Данска, 1-1 беше. Кога го враќам филмот, кога разговараме со другари, значи многу како одбранен играч не сум дал многу голови, али на многу значајни надпревари кога требало. Кога требало, ево како што рековме со Звезда, таму со со Спортинг, со Пелистер за купот. Значи еве и овој со Данска, значи на званичен надпревар, квалификацијски прв гол кој што го Добро, ја комплетираше твојата кариера со настапите за македонската репрезентација во тој период кога игравме квалификации, Дончо, па Ѓоко, Ѓоко селектор, Ѓоко ти беше прв тренер во Пелистер, па после твоите патувања во Белград, па Овиедо, па Штутгарт, па Пелистер, повторно налетуваш на Ѓоко Хаџиевски, нема мегања. Да, така е. После и продолживте едно време, нели? Па бевме му беше помошник. Да, по завршувањето на кариерата една година да работев со Ѓоко во Докса Драма, како помошник негов тренер. Одев тој период да виша тренерска, за завршам за тренер, потоа дојдоа лиценците, сега али во меѓувреме видов дека таа работа некако не е за мене, многу е. Ти со Тони влезе и во Пелистер таму 2004-2005 со големи амбиции, меѓутоа видовте дека тешко ќе оди. Да. Три години бевме на, да речам, на чело на спортскиот дел тој во клубот. Направивме добри успеси во 3 години. Од втора лига дојдовме до Куп УЕФА, меѓутоа сега тоа се работи некој. Знаете кај нас како е во фудбалот време, во тој период така беше. Малку политика, малку ова не ни. И добро сега не помислуваш вака, не те влече пак да се вратиш во фудбалот, да помогнеш. Помладиве да го искористат твоето искуство. Не. Значи тој што ќе каже дека не го влече фудбалот, а бил направил некоја кариера, лаже. Значи не може. Значи јас не пропуштам еден надпревар на Пелистер. И дури децата младинските категории кога играат гледам
репрезентацијата исто наша. Значи, тука сум околу фудбалот, меѓутоа активно не сум. Сега ќе го кажам, чекам да созреат некои работи, да некои односи да се средат во нашиот фудбал. Не знам, еве веќе стануваат клубовите приватни акционерски друштва. Кај нас и тоа се случи во Пелистер, меѓутоа за да бидеш во клубот, да работиш нешто, треба некој те повика. Така е сега во светот. Кај нас обратно работите се поставуваат. Треба ти да не можам јас некој да речеш, така да луѓето значи ние сме на располагање во секој момент и сакам да работам во клубот. Мислам во клубот, во фудбалот да бидам. Меѓутоа, пак ќе кажам, значи треба да созреат работите, да се наместат некогаш коцките да се сложат. А не, јас не сум откажен од фудбалот, меѓутоа сега така е работата. Да. Добро, Митко. Почитувани гледачи, и мене ми беше задоволство еве ова да го чујам од Митко Стојковски. И вие веројатно дојдовте до некои сознанија за неговата кариера, дојдовте и до сознание дека не е лесно да се биде фудбалер, особено ако те налегнат, ако може така да кажам, малери повреди, но сепак тој машки издржа, играше во неколку силни клубови, играше и за македонската фудбалска репрезентација и колку што можеше го даде својот максимален придонес.